Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Лицата со некаква болест, повреда или нарушување на нервниот систем имаат потреба од рехабилитација, позната како неврорехабилитација. Може ли таа на пациентот да му овозможи подобрување на функцијата на мозокот и моториката, редуцирање на симптомите и едноставно да му се подобри целокупната општа состојба. Зошто се советува оваа рехабилитација да почне што е можно поскоро и трае ли подолго во споредба со рехабилитациите од друг тип? И роботиката е вклучена во рехабилитацијата кај пациентите со невролошки заболувања или пак некакви проблеми. Какви се резултатите од неа? Кои се бенефитите од неа? Денес имаме навистина една интересна тема која што ќе разработиме со доктор Симона Ристовска, специјалист физијатар во ПЗУ Превентива 99. Останете на телма, бидејќи ќе проговориме за роботските уреди во побрзата рехабилитација кај пациентите со невролошки болести. За неврорехабилитацијата и роботската неврорехабилитација денеска разговараме со доктор Симона Ристовска, специјалист физијатар во ПЗУ Превентива 99. Докторке, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдов. После секоја операција или болест, пациентот има потреба од рехабилитација, но кај невролошките повреди, болести и нарушувања, оваа рехабилитација е поспецифична, се нарекува неврорехабилитација. Па што таа треба да му овозможи на пациентот? Во зависност од самата диагноза, целта е да го способиме пациентот на нормален живот. Како што кажавте, например, на состојби после неврорехабилитација, значи оние болести кои го зафаќаат нервниот систем, односно претежно имаме упредвид за централниот нервен систем, проблемите што се случуваат во мозокот. Како така, после излегувањето, да речеме, на клиника од неврологија, после мозочни удари, на неврохирургија, после некои видови на операции, например тумори на мозокот, после аневризми, пациентите не можат да се движат сами, не можат да движат еден екстремитет, два екстремитети, во некои случаи дури квадрипарези, односно сите 4 екстремитети не можат да се движат. Целта е пациентот да почне да живее квалитетно и да си функционира нормално. Целта во неврорехабилитацијата и рехабилитацијата како цело е да го вратиме пациентот во нормален живот. Колку обично траат овие рехабилитации? Траат ли подолго во споредба со другите типови на рехабилитација? Во споредба со класична, имате предвид, ние ја викаме физикална терапија, таа трае 10-20 дена, додека кај неврорехабилитацијата најважно, не особено ева ако земеме акцент кон мозочни удари, знае да трае година до 2 се вкупната рехабилитација, односно имаме една статистика што не е баш добра, таа е на светско ниво, само 5% од пациентите после мозочен удар се вратиле на нормалното живење, што е многу лоша, да речеме, статистика, и токму поради тоа требаме да ставиме акцент покрај на превенцијата секако од најразлични болести да ги спречиме, бидејќи можат некои работи да се превенираат. Важно е што побрза рехабилитација со цел пациентот да се врати во нормална функција. Што значи сега побрза рехабилитација кај пациент, да речеме, со мозочен удар? Кога треба да започне? Ние имаме рана рехабилитација. Таа рана рехабилитација во принцип треба да започне и во самата клиника на неврологија, односно почињаат после 42 часа, дури во некои клиники и после 24 часа веднаш се раздвижува пациентот. Ние не можеме да дозволиме пациентот секако штом се стабилизира здравствената состојба, да речеме крварење, тоа е конкретно за мозочните удари, или има исхемичен удар, пациентот што прво започнува со рехабилитација, со раздвижување на екстремитетите, за да не се залежи, бидејќи залежувањето може да направи и други проблеми, не само сврзани и со рехабилитацијата, меѓутоа може да направи пулмолошки проблеми, како например пневмонија од долгото залежување. И што се прави обично во тие моменти? Какви раздвижувања има кај пациенти кои што се врзани за кревет? Има физиотерапевт доаѓа ако пациентот не може активно да ги движи екстремитетите, не може да ја подигне ногата, не може да ја подигне раката. Во тој случај физиотерапевтот прави се викаат подпомогнати, односно до таму каде што може пациентот ги прави движењето, останатото движење го прави физиотерапевтот, или тотално пасивни движења каде што тотално, значи, се раздвижуваат стапалата, колена,
колената, колковите, рацете, комплетно за да имаме движење на пациентот. Правиме потоа и вертикализација, односно првин пациентот почнува да седи, бидејќи ние имаме сериозни овдека состојби каде што пациентот дури не може ни сам да седи. Почнува првин седење со подпирање, потоа самостојно седење, па вертикализација, односно исправање на пациентот за да може понатаму да се вертикализира, односно да почне да оди. Има ли пациенти што кога ќе напуштат болницата се во толку лоша состојба, како поради мозочиот удар, така и поради возраста, што не би можеле да се вклучат во програми за рехабилитација или не постои таков пример? Не постои таков пример, значи освен ако состојбата на пациентот и кардиолошката состојба му дозволува, може значи барем со кинезитерапија да се започне со вежби. Нема состојба каде што ние пациентот ќе му речеме тој пациент е сега стари, ние нема да го рехабилитираме, бидејќи не идат тие работи така. Целта е секој пациент да добие соодветна рехабилитација, а не да викаме дека требаме млади пациенти да рехабилитираме. Претежно мозочите удари се случуваат кај постари пациенти и ние требаме да бидеме подготвени да можеме и со постара популација на пациенти да работиме. А во процесот на неврорехабилитација која што вела дека е прилично специфична, дали се вклучува цел тим од стручни лица? Како изгледа? Може ли само физијатарот да одлучи што понатаму? Односно самата рехабилитација физијатарот е одговорен, секако неврологот го води тој пациент како невролошки пациент, односно и неврохирург ако има, ако било операција, и потоа во принцип треба да се испрати на физијатар. Физијатарот заедно со тимот физиотерапевт може да има и логопед вклучено ако пациентот не може да збори, има одземеност на говорот, може да има и дефектолог, во принцип би требало да има и психолог ако пациентот, бидејќи се соочуваат пациентите со една состојба, да, каде што од нормална, посебно кај помладите, тоа е најголем стрес од активен физички пациент во нормално како што сите функционираме, најнаш пациентот се наоѓа во инвалидизирана состојба и они и психички тешко го поднесуваат тоа, и колку подолго пациентот лежи, толку повеќе си мисли дека нема шанса да се реши проблемот. Но има шанса да се реши проблемот, бидејќи мозокот има способност за невропластичност, ако не се лажам, така се вели, таков е тој термин. Што значи? Што означува овој термин? Дека кај делови од мозокот повторно имаме може нови синапси, односно нови врски да се создадат. Тој дел што е, да речеме, оштетен, може друг дел да ја превземе функцијата и да се обнова тие врски, можеби не во онолку најситно како што било претходно, меѓутоа сепак пациентот да може да се служи со таа шака, со таа рака, да може да јаде, да може секојдневните активности да се облече, да си помогне со раката и да може да се движи секако што ни е најосновна потреба. Самостоен живот да води. А кај некој се јавува спастичност, што е тоа? Вака, поради повредувањето во мозокот, односно оштетувањето, се оштетуваат центри во мозокот кои ни го регулираат нормалниот тонус на мускулите. Кај тие пациенти имаме зголемен тонус, односно пациентот дури ни физички не може да испружи, ние да пробаме да му испружиме раката, да му го отвориме. Згрчена е, меѓутоа тој не е грч ние што го добиваме во нога кога имаме намалување на магнезиум, туку тој е грч што постојано се јавува и пациентот не може, тоа не имаат веќе болки од секојдневната згрченост и шаката е, да речеме, во некоја принудна положба, ногата не може да стапне, пациентот оди на прсти, кога оди на прсти многу често се случуваат и да паднат, така да ова е една тешка состојба која што и може да се реши и има можност да се решава со цел за поквалитетен, бидејќи ние кога ќе аплицираме еден медикамент, покрај тоа што има и централни медикаменти, односно медикаменти кои го намалуваат спазамот на централно ниво, имаме и медикаменти кои делуваат точно само на тие мускули каде што имаме згрчување. Какви се тие медикаменти? Тие се инекции попознати како ботокс за жените, нели се користи ботоксот. Зарем ботоксот не создава некаков не грч, олабавување всушност на мускулите? Точно, значи почнува олабавување и тоа ние го користиме во неврорехабилитацијата се инектира, се става точно во ПЗУ превентива 99, тоа го работам јас по дехо и се гледа точно во кој мускул се става, колку се става, се знае колку единици се става и соодветно после 2 недели некаде се постигнува опуштање на тој мускул, односно пациентот ќе може да ја испружи раката, ќе може да ги отвара прстите и тука веќе потенцирам дека е најважно да се почне рехабилитацијата. Зашто? Затоа што ботоксот
како што знаеме, нели, за убавина трае од 4 до 6 месеци. И ние мораме тие 6 месеци да ги искористиме за рехабилитација, да ги зајакнеме мускулите кои биле атрофирани поради принудна позиција, односно раката била свиткана или ногата. Едните ги јакнеме, другите ги олабавуваме и така со таа рехабилитација пациентот да дојде до поквалитетен живот. Има потреба пациентот редовно да му се аплицира ботокс? Во зависност од состојбата на пациентот, кај некои пациенти може да се постигне и со еднократна, што е порано аплицирано, уште во самата појава на спазамот, може со еднократно. Кај некои пациенти има потреба од реапликација, секако после првиот пат, вториот пат нема да се користи толкава концентрација, бидејќи многу интересно, еве како доктор, кога ги боцкаме тие мускули, тоа е како стиропор, толку се стврднати тие мускули, значи не е нормално мускулно ткиво. Вториот пат веќе кога правиме реапликација, веќе тоа ткиво наликува на нормалното мускулно ткиво. Значи има подобрување и после 6 месеци не е таа состојба која била пред апликацијата. А кај кои пациенти со мозочен удар неврорехабилитацијата би дала подобри резултати? Дали оние кои што имаат исхемичен напад, односно исхемичен мозочен удар, или пак тие со хеморагичен? И да ни ги објасните овие две всушни состојби, разликите. Вака, сега хеморагичниот удар, нели мозочен удар, тоа представува всушност крварење во мозокот. Најчесто се јава, може да се јави поради некоја аневризма, па доаѓа до пукање, крварење, може да биде и од висок крвен притисок, може да се случи поради крварење, користење на некои медикаменти за разредување на крвта ако не е добро регулирано. Така да тоа е една од причините. И тука имаме крварење, претежно тие се поризични за самиот пациент, односно може да бидат животозагрозувачки. Меѓутоа, од друга страна, ако се стабилизира крварењето, тоа невролозите нели најдобро го водат, меѓутоа ако се стабилизира, па рехабилитацијата ни е многу со подобар исход, бидејќи крварењето се намалува и од станатото ткиво што било притиснато, што имало оток, да речеме еден вид не е толку оштетено. Додека кај исхемичниот мозочен удар, што настанува? Имаме некои поради артериосклероза, поради запушување на крвни садови, поради зголеменото ниво на холестерол, поради проблемите со срцето може да се направи тромб и да се запуши некој крвен сад и тоа доведува еден вид до умирање на ткивото, односно тоа ткиво веќе мозочно нема крвоток, нема да речеме циркулација, крвоснабдување и поради тоа доаѓа до умирање на тоа ткиво. Тие во принцип удари не се толку ризични, секако зависи од локализацијата, од големината на кој крвен сад е засегнат, но од друга страна бараат една поупорна рехабилитација и некој пат знае да останат и трајни инвалидитети на пациент. Да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија. Ќе го видите телефонскиот број на телевизија Телма на екранот. Сите прашања кои што се поврзани со денешната тема можете да ги поставите секако во рамки на денешното издание на Телма амбуланта. Одговор ќе добиете од доктор Симона Ристовска, специјалист физијатар во МПЗУ Превентива 99. Доктор, ќе има ли момент, односно период, кога веќе предоцна за овој тип на рехабилитација кај лицата со невролошки повреди, како што е, да речеме, мозочниот удар, да речеме после година или две? До 2 години се препорачува интензивна рехабилитација, така да дефинитивно барем тие 2 години се најважни за да успеат пациентите да си го повратат нормалниот живот. Меѓутоа, сега по некои клинички студии сепак се смета дека кај тие пациенти после и 2 години може да има подобрување. Веќе работиме со пациенти кои имаат подолго време проблеми и се забележуваат подобрување. Можеби не со тој интензитет како кај пациентите во почетокот во таа акутна состојба. Јас би апелирал сепак пациентите да не се откажуваат, да мислат дека тука сме кај што сме и дека повеќе нема што да превземеме, секогаш треба да се трудат. Значи со стимул повторно постои можност мозокот да се рехабилитира и не само мозокот, туку и моториката, односно движењето да се подобри на ситно движење, значи фините движења во самата рака, во самата нога да се повратат и квалитетот да биде подобар. Дали овој тип на рехабилитација дава резултати кај пациенти со мултиплекс склероза или пак со Паркинсонова болест?
Да, ова за тоа овдека кога ќе збориме веќе за неурорехабилитација, таа е нешто поразлично и поинвентивно од обичната класична кинезитерапија и рехабилитација, да се потенцира дека кај состојби како мултиплекс склероза, тие се прогресивни состојби и бараат континуирана рехабилитација, имаат состојби на влошување на состојбата и периоди на подобрување на состојбата и секој пат после тие релапси, односно после влошување, пациентот би требал да ја прави таа рехабилитација за да се врати во почетен стадиум. Нели тоа правило еднаш, два пати годишно, значи не се третираат тие болести. Треба да биде пациентот упорен за да може, ако ништо друго, да ја стагнираме болеста. Кај кои се болести неврорехабилитацијата се применува? Може кај Паркинсон, бидејќи пациентите имаат тремор, имаат забавување во движењето и ние тие пациенти ако не го стимулираме да прават вежби, да го користат мозокот, ќе се влошува уште повеќе состојбата. Значи го оставаме мозокот во тоа ниво и тој пациент ништо повеќе не прави. Кај мултиплекс склерозата може да се користи неврорехабилитацијата секако кај мозочните удари после трауми, односно после состојби на повреди, сообраќајни несреќи каде што има оштетување на мозокот, направена е операција, пациентот треба задолжително да прави неврорехабилитација кај аневризми, кај пукање на крвни садови поради проширување после операцијата од неврохирурзите треба повторно пациентот да дојде на рехабилитација. А што е со оние што се родени со церебрална парализа? Исто така, да, тоа се неврорехабилитацијата веќе се користи кај пациенти со церебрална парализа, кај деца, тоа е детска и таа многу исто бара упорност во нивна рехабилитација. Двајца гледачи имам, ќе ги вклучиме во програма пред да продолжиме на она што денеска ќе се фокусираме, а тоа е употребата на роботиката во овој тип на рехабилитација. Да ги поздравам гледачите, добар ден за нив и да го слушнеме првото прашање. Добар ден. Повелете. Сакам да докторката ми каже и поставам за овие мозочните удари. Така. За тригеминална невралгија. За што се извинувам? За тригеминална невралгија. Добро, во ред. Мозочниот удар се случи 2020 година во март месец, или уште малку преди. Така. Болките се уште ги има, симптомите се уште ги има, мрзнење на лицето, трпнење во устата како гној да се собира. Што може за тригеминалната невралгија? Што може да се направи во овој случај? Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Да, ова е повеќе невролошка состојба, меѓутоа има како да речем, ова е многу болна состојба, затоа пациентката ја разбирам што се јавува. Се јавуваат силни болки на одреден дел на лицето. Да, тоа е самиот нерв, тригеминус нерв и е како да речеме, вознемирен и поради тоа се јавуваат тие силни болки. Има соодветни медикаменти. Да. Има соодветни медикаменти кои може да се дадат на пациентката, сега не знам кој невролог дали ја води, кои што може да ја помогнат за намалување на болките. Тие се лекови, например, што се пијат подолго време за да дадат ефекти. Бидејќи тие болки, тие лекови што нели нормалните нестероидни антиинфламаторни не можат за жал да помогнат. Така да во тој случај може да се прават и блокови. Сега тоа кај нас мислам дека поретко ги прават, може да се направи блоки на нервот со цел за намалување на болките. Но физикалната терапија сама по себе не би дала тука резултат. Има случаи каде што може да се примени, меѓутоа сепак да се оди чекор по чекор, првично да се почне со медикаменти, па потоа ако нема да се види со физикална терапија, а како последно може да се направат и блокови на нервите со цел да нема пациентот болки. Ајде да го слушнеме и следното прашање од гледач. Добар ден. Ало, здраво. Здраво, повелете. Би сакала да прашам едно прашање, можеби сум ван од темата. Јас сум оперирана од дојка, ама уште не можам да земам нож да сечам ништо со раката. Остранете ли се лимфните јазли? Да. Повеќе лимфни јазли беа остранети по време на операцијата? Да. Така, добро. Ве интересира што може да се направи, дали? Колку време од операцијата само е поминато? 11 месеци се на 14. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве и ова е една интересна
состојба каде што и секако и после сите операции, особено на дојката, пациентот треба да прави рехабилитација. Овдека може да се вклучи оваа роботска рехабилитација, бидејќи пациентот ова што го кажува не може да се движи. Најчесто кај овие пациенти со страните лимфни јазли и поради остранувањето во таа регија, пациентите имаат и отоци во рацете, неможност да ги движат рацете, така да овдека исто една од примените, иако е неврорехабилитација, бидејќи ние покрај оваа роботизирана рехабилитација што ја користиме за неврорехабилитација, користиме и за после фрактури на пациенти, кај ортопедски проблеми, а може вака да се искористи и кај вакви состојби пациентката може така, да дојде. Нека следи денешната емисија за да види точно за што зборуваме, каква е таа роботска рехабилитација, но пред тоа ќе го слушаме прашањето на следниот гледач кој што очекува вклучување во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, ве слушаме во програма, сте, повелете. Да ја прашам докторката? Така, секако, повелете. Се работи за лице од 72 години, кое што му е добил диагноза болести на моторниот неврон. Така? Да ми каже нешто повеќе за таа болест или што треба да правиме? Пиеме терапија, добивме? Така, но дали може, предпоставам, бидејќи докторката е физијатар? Само болести на моторен неврон, пошто има повеќе типови, точно што ви диагностицира? Значи, така е пишано као Г12-2 диагноза и придружени диагнози Г82-4. А некои од симптомите можете да опишете? Па ете, послабо одеше, немаше стабилно, раката десната му беше така, нема убав додир на раката, не може да држи чаша, ете. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете тука да советувате? Ова е едно прогресивно заболување кое за сега нема некој, освен во експериментална фаза, некои лекови. Исто е невролошка состојба каде што се препорачува рехабилитација. Да, треба пациентот да се рехабилитира, пошто со текот на времето е доста прогресивно и може да доведе до неможност за движење на пациентот. Тоа е како познато како ALS. Исто представа болест на моторен неврон. Овдека најмногу треба да се консултираат со невролог, потоа може да се прават некои рехабилитации, пошто кажав е прогресивно, колку толку барем да може да се стопира. Се уште нема подобрување да се забележи. Имаме уште еден гледач. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Првата гледачка што се јави до докторката, слушнав дека рече за блокади. Блокади примавме ние. Во нервот? Бемина максофацијала во Скопје, после тука кај доктор Камче во Кавадарци примаше блокади и со сензор на тие точки на невралгичните по лицето каде што се наоѓаат. И воопшто не е подобро и после блокадите? Да, не е добро. И после тоа има многу болки. Во моментот до 30 секунди, најмногу до 40 секунди така во носот, во окото, во увото, болки. Тоа е тригеминус, таму се наоѓа тригеминалниот нерв. Така, ден има печење на лицето. Ви благодарам за вклучувањето. Сепак ова невролошки проблем, колку што разнам, значи на невролог треба да се обратат за ова? Да, најверојатно и било превземено, така да ќе треба, ако не може и со хирург, ако реша дека треба да се прави некоја понатамошно, подетално да се и да се види. Но во оваа област за која што денеска зборуваме, тука не може да го најдат, не може да го најдат одговорот, ниту пак лекот. Продолжуваме понатаму, сега ќе проговориме за роботската рехабилитација во последните години, особено во последните 20 години. Во Европа се применува овој начин на неврорехабилитација. Кои се предностите најнапред во однос на класичната рехабилитација? Зошто роботска рехабилитација би одбрале? Би одбрале роботска рехабилитација, бидејќи првен рехабилитацијата се скратува времето на рехабилитација, односно резултатите некаде се 5 пати побрзи имаме резултати за рехабилитација на пациентите. Второ, еве конкретно, бидејќи позади иде видеото, значи се гледа дека ние пациентот има на него, да речеме, ако ја работиме шаката, има една специјална ракавица, Smart Glove, каде што значи да е роботски уред. Роботски уред, да, каде што го мери секое движење на секој прст,
секое виткање се мери брзината, се мери обемот на движење и соодветно и рехабилитацијата, она се прави првин една евалуација, една проценка апаратот прави на состојбата и потоа ја определува самата рехабилитација според пациентот. И да речеме во првите денови пациентот има само флексија од 20 степени. Ако се подобрува флексијата, односно виткањето во прстот после трета, четврта рехабилитација, роботот го мери тоа и он веќе на следната вежба ќе му даде зголемено движење, односно нема да го пушти пациентот да ја помине вежбата ако не го направи со интензитет. Се мери и брзината, се мери како имаме и графикони како оди целата рехабилитација, првиот ден, вториот ден. И значи прогресот цело време се следи. Доколку некоја вежба неправилно се изведува, нема да дозволи. Да, оно дава значи негативен знак, односно не е добро, повторете ја повторно вежбата. Тука се избегнува човечката грешка. Односно не можеме ние пациентот ќе ја направи вежбата. Првен што е интересно што пациентот гледа преку игрици, еден вид игри ги емитира секојдневните активности, не е само да се свитка или да се исправи раката, туку тој мора да направи соодветна вежба и самиот мозок се стимулира, бидејќи го гледа апаратот треба да му даде соодветно одговор да направена или не, и тука се тоа што го спомнавте, невропластичноста, и тоа се стимулира. Повторувачки всушност движења, така? Повторувачки движења, меѓутоа се бара и мислење на мозокот, да речеме некоја вежба, односно тоа не е вежба, некоја игрица, задачи, например, треба плаво чорапче да симнете од закачалка, треба да исецкате морковче, треба да се собере 2+3, не само што има и вежби за моторика, има и за когнитивни вежби, односно вежби за памтење со цел да се подобри и мозокот, функцијата на мозокот. Не само моториката, туку и мозочната функција. Колку често треба да се прави вежби, односно се решаваат задачи со помош на робот кај пациентите кои што минуваат низ овој тип на рехабилитација? Во принцип, ние одиме 20 до 30 дена, значи 20 до 30 терапии, потоа се прави пауза, се следи целиот процес, колку имаме графикони, има од позади каде што се гледаат, колку имаме ние подобрувања, дали има пациентот подобрувања, да речеме определено движење пациентот не го прави добро. Ние повеќе таму ќе дадеме вежби, нема да ги правиме тие движења што добро ги изведува. Токму за тоа на смарт, бидејќи самиот робот определува, проценува колку треба рехабилитација, како да се прави рехабилитацијата, секако тоа се прави под мониторинг и на физиотерапевт кој е обучен за тоа, и он седи покрај пациентот за да се дава насоки и се определува кои работи ќе ги прави пациентот. За кои болести обично ова го применувате? Најмногу неврорехабилитација, како што кажавме, кај мозочни удари, кај Паркинсон, кај мултиплекс склероза, оштетување на нервите, да речеме имаме оштетување на периферни нерви поради повреда, поради посекотина, на место имаме специфични нерви каде што нервите на некои места се попритиснати, како например лактот, на рамото, на шаката, кои имаме оштетување на периферни нерви, еве спомнавме и кај ортопедски случаи после рехабилитација, после фрактура на рамо, после фрактура на некоја од рацете, на радиолокотипико претежно тука се случува фрактури. Многу добро е, веќе имаме една пациентка што и сама беше изненадена што за некои 7 дена роботска рехабилитација она века не верував дека нели ќе ми се поврати шаката, она и се врати во сосема нормална функција. Дали е ова рехабилитација мотивирачка и забавна за пациентите? Да, тоа е точно интересно што бара нели и соработка со пациентот, не е значи досадно е второ што на пример сат и пол вежба пациентот без да примети, бидејќи нели е со вежби, со игри, со барање на негова, и многу до сега сите пациенти значи имаме позитивно во споредба со класичната рехабилитација. Резултатите тука побрзо се постигнуваат? 5 пати некаде има клинички студии што се 5 пати побрзо се постигнуваат резултатите во споредба со класичната рехабилитација. Значи, за да се постигнат добри резултати, потребна е всушност
вклучи добрата мотивација на пациентот и да е позитивен и да сака да се вклучи во овој тип на рехабилитација. Секако, и потоа не е сега целта само пациентот да доаѓа на рехабилитација, потоа дома да лежи и ништо да не прави. Ја им кажам дека тоа што од нив ќе го направат тука кај нас треба да го користат во секојдневните нивни домашни активности. Не е целта он да сечка само на компјутерот, ќе отиде дома, ќе почне да се направи. Да, и се вклучува не само кинезитерапијата, туку и да се вклучи да квалитетот на животот да се подобри, односно да се вклучи во секојдневните активности домашни. Двајца гледачи има кои што очекуваат да постават прашање, ќе им дадеме предност пред да продолжиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сака да ве замолам, вртоглавици од 11 септември има. Добро. Спондилозата, шекерот на 2-3 сати знае да падне. Ако може, дали бев на уво, нос, грло, ништо со тие таблети, не можам да си функционирам ништо. Така, па ве интересира што можете да направите. По тоа прашање ви благодарам за вклучувањето. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам невролошки проблем. Така? Без на физикална терапија имав мало подобрување, но се уште имам проблем со балансо на зет. А која е диагнозата? Па не знам, F10 така нешто мислам дека. Но не ја знаете точно диагнозата, не знаете за што се работи? Да. Акутно ви се појави веднаш тоа или... Не, една година и пол. Така, но сепак без диагноза претпоставам дека многу тешко ќе можете да дадете некакви насоки. Може би е последица на алкохол. Аха, добро. Значи пиете алкохол. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, докторке, две прашања имате редоследно можете да почнете со првата пациентка со првата пациентка која има вртоглавици, треба да се определи типот на вртоглавица, дали од централно потекло или од периферно потекло. Од периферно потекло, како што кажа пациентката, може и од спондилоза да биде, може од цервикоцефаличен синдром, проблемите во првите оддели на вратото, од првиот пршлен до третиот пршлен, тие каде што имаат проблеми, пациенти знаат да имаат вртоглавици, може да биде од проблемите со увото или може да биде централно како последица на нешто во мозокот. Секако пациентката пред се треба да направи консултација дали со невролог, да процени дали е централно, ако не е централно на орален, ако не помогнале тие лекови, тогаш да се види ако од спондилоза физикалната терапија дава резултати секако, меѓутоа од друга страна треба да се види и се вкупната незина состојба, бидејќи она спомна дека има диабет, да не паѓа многу ниско шекерот, па и тоа знае да даде вртоглавици, тресење, значи и сепак и шекерот да си го регулира, пошто многу често тие пациенти кои имаат шекер, имаат предиспозиција да имаат проблеми со крвните садови. А што е со вториот гледач? Вториот гледач, да, можно е да има оштетување, енцефалопатии настануваат на мозокот како последица на алкохол. И често треба тука повторна консултација со невролог, да се започне со терапија, секако пациентот би требало да намали или воопшто да не конзумира и да се види што може да се постигне таблетарно, а може да се прави после од кога ќе се има веќе некоја диагноза, да се прави рехабилитација, има специјални вежби што се за стабилизација и кај пациенти со вертигенозен синдром, специјални вежби и кај повозрасна, мислам предпоставам повозрасна пациентка беше со спондилозата, има вестибуларна рехабилитација што може да се прави за рамнотежа, така и тие пациенти. Значи и тоа може да се реши со физикална терапија. Да, рехабилитација. Односно рехабилитација. Имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Пред месец и пол имав пат и потрес на мозокот со крварење. Имаше и други некои повреди, тие се самира, лежав 48 сати на неврохирургија, ме пуштија дома затоа што немаше некои вака екстремни проблеми. Да мирувам 2-3 месеци, да речеме, и во меѓувреме да најдам невролог кој ќе ме провери, да се направи уште една снимка. А и таму ме снима, јас баш и видов каде има крварење. Тоа ми е прашањето. Ја од 20 години на левата рака имам есенцијален тремор некој. Сега со падот, таков тремор и поинтензивен него што имам на левата рака ми се појави на десната рака.
А крварењето на која страна беше во мозокот? Ја не се сеќавам, знам дека на левата страна тој дел цел ме болеше во горниот дел од темето према напред, према челото. А на која страна не се Така, значи сега ви интересира, имате подпрашање уште нека? Да, за треморот на десната рака. Дали тоа ќе помине во Паркинс или пак ќе биде тремор кој со некакви лекарства. Сега не, освен неуробион, не примам ништо друго. Така, ви благодарам за вклучувањето, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што може да се направи? Повторно ќе треба да оди на невролог за да се направи проценка, така значи да се дава диагноза само од едно тресење дека е Паркинсон, може да биде есенцијален тремор, така да пациентот ќе треба да го прегледа невролог како што му дале насока, ако треба повторно компјутер магнетна да се направи за да се види како е состојбата со крварењето и во зависност од тоа ќе се започне со соодветно лекување, а ако треба рехабилитација, да, и треба рехабилитација кај тие што имаат Паркинсон и кај тие што имаат есенцијален тремор, тука може да се примени таа рехабилитација. Кога ќе ви дојде еден пациент со одредена диагноза, секако мора да има диагноза пред да се одлучи што ќе се примени. Како проценувате кои методи ќе бидат најдобри за него? Според состојбата на пациентот, после прегледот кои движења пациентот може да ги направи, не може да ги направи, се определува тоа индивидуална рехабилитација, дали ќе се аплицира ботокс, дали ќе се даде медикамент кој ќе треба на пациентот да го пие за намалување на спастицитетот, дали ќе треба да се започне со кинезитерапија подпомогнато, има и ПНФ, вежби кои што се прават за опуштање на тој спастицитет, за повраќање на функцијата или ќе се оди со роботска рехабилитација, сепак индивидуално од кога ќе се види пациентот, ќе се направи проценка на состојбата. А што со оние пациенти што инсистираат додатна бања? Многу ја доживуваат рехабилитацијата како престој во бања, во топла вода, препорачувате? Не секако, значи топлата во бањата да може да се користи пациентот да оди на рехабилитација бидејќи таму имаат болничко лекување, кај тие пациенти што не се вертикализирани, нели би можеле таму да се прават вежбите. Меѓутоа самите топли бањи не се препорачуваат кај тие пациенти бидејќи ефектот од топлата бања нема да му помогне на тој пациент со неврорехабилитација, точно обратно и веќе пациентите со мултипла склероза контраиндицирана е топлата вода бидејќи може да е влошат состојбата, односно пациентот да не може да се движи од топлата вода, дури не дај Боже да настане и некоја пострашна состојба, односно да не може да излезе од топлата вода, да настане до давење, меѓутоа секако колегите кои работат во бањи тоа го знаат и они нема да им дозволат на тие пациенти. Значи треба да бидат внимателни, бидејќи некогаш и летниот или пак зимскиот туризам е поврзан со одење на бања, велат да се рехабилитирам, но не е бањата, топлата бања за секој. Сепак има кои води смеа да се користат кај кои состојби. Ревматските состојби бараат топла вода и тука им доаѓа добро на тие пациенти, да може да се користи, меѓутоа кај невролошките рехабилитации имаат некои бањи како атомски бањи кои се препорачуваат за неврорехабилитација, меѓутоа конкретно тие бањи што се со по над 35 степени баш за неврорехабилитација не се препорачуваат. Имам уште еден гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам едно прашање. Пред 6 години правев операција на карцином на града. Во исто време имам и емфисела. Што имате, се извинувам? Емфисела. Да, празно село. Да, на хипофиза, празно село. Како последица на тоа имам несоница и имам главоболки кои што се повремени и се јавуваат на различно место на главата, значи шетат, кратки се. Правев МР на глава и меѓу другото од диагнозата е делот кај што сакам да ми се појасни што значи и што треба да правам и што треба да одбегнувам. Значи пише вака: ситни хиперсигнални промени на белата мозочна маса, пери и параваскуларно лево во прилог на васкуларопатија. Ке можете ли се извинувам, затоа што сигурно ова ќе биде долго за читање. Само на кратко вашата диагноза. Само ова. Во прилог на васкуларопатија, демиленизација од васкуларна природа.
Добро, ви интересира што понатаму демиелинизација, колку што разбрав, ви благодарам за вклучувањето. Да, ова е најчесто кај повозрасни луѓе, се случува како последица на висок крвен притисок, запушување, ова е како вид на исхемичен, меѓутоа не е класичен мозочен удар, туку многу ситни капилари се запушуваат и на тоа место мозокот нема доволен крвоток, ајде да речеме не е мозочен удар, меѓутоа сепак останува. Ова е типично за повозрасни, согласно годините, знае да биде и нормална, овдека би се препорачала пациентката да си го регулира крвниот притисок, да се регулира ако има холестерол, бидејќи тоа е една од предиспозициите за тие работи, и сепак да се обрати внимание за подобрување, да речеме, на мозочната циркулација, некои медикаменти да се земат и за да се спречи понатамошно оштетување, сепак и малку и физичка активност да внесе во нејзиниот живот, подобрување на храната, со цел да ги задржи овие работи до тоа ниво, да не дојде до оштетување и да нема прогресија, у смисол понатаму да дојде до некој психооргански синдром како последица на вакви болести. Неурорехабилитација не препорачувате во овој случај? Бидејќи нема, ако нема когнитивни проблеми, односно проблеми со мислење, проблеми со памтење, проблеми со движење на екстремитетите, повеќе би биле превентивно веќе отколку лекување. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе молам едно прашање до Добар ден. Добар ден, да слушаме едно прашање до докторката, сакате да поставите? Повелете. Да, прашање до лекарката. Така. Ќе ве молам што би значело ова неврорехабилитација за болни од МС. За болни од мултиплекс склероза, така? Да, мултиплекс Ви благодарам за вклучувањето. Очигледно гледачката малку подоцна се вклучила во програма и ве можете да сублимирате накратко. Да. Може кај мултиплекс склерозата, бидејќи представува едно прогресивно заболување, секој пат пациентот после тоа влошување на состојбата треба да оди на рехабилитација. И ако не бил на рехабилитација, да речеме диагностицирано, имала некакви симптоми, пациентка, има испад во некој од моториките, односно пациентот најчесто се жалат на трнење или неможност за користење на шака, неможност за одење, тука се започнува со една неврорехабилитација, односно ова е со роботска рехабилитација, каде што се вежбаат ситните движења, се подобрува движењето во шаката, се подобрува движењето и соодветно да може пациентот да си ја користи раката. Ако има испади во раката, ако има испади во ногата, се прави рехабилитација на долниот екстремитет. Добри се резултатите од роботската рехабилитација кај пациенти со мултиплекс склероза? Мултиплекс склероза представува едно прогресивно исто заболување кое знае да биде и непредвидливо. Тоа е всушност името мултиплекс, односно има повеќе лица. Имаме состојби каде што пациенти имаат едно влошување, потоа состојбата е стабилна, но има состојби каде што често знае да се влошува состојбата. Меѓутоа, секоја рехабилитација што ќе ја направат овие пациенти до сега имале некакви резултати. Имаат бенефит. Да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Уште еден гледач добив знак дека имаме, што сака да се вклучи во денешната Телма амбуланта со прашање. Добар ден за него, повелете. Ало? Ве слушаме во програма, сте повелете. Јас сум од сообраќајка, квадриплегија. Така? Па ме интересира, пошто имам движење во рацете, во нозете, ме интересира за роботската терапија. Дали ке вас би имала бенефит? Ви благодарам за вклучувањето. Да, точно, бидејќи спомнав дека ова и за квадриплеги, параплеги, хемиплеги, односно тоа значи одземање за жал кај пациентката сите 4 екстремитети. Ова е една од индикациите, да, квадриплегија со цел подобрување на движењето за да може да ги користи шаката, рацете, така да она е индицирана за овој вид на терапија. Во тој случај ќе треба, предпоставувам, некоја роботска терапија и за нозета? Во зависност има таква, за жал, бидејќи ние сме први во Македонија што имаме ова роботска рехабилитација и до сега во Македонија ни во регионов не беа достапни. Ова е за нас новитет. Вие кажавте дека во Европа 20 години се користи, но за жал нашите пациенти мораат да одат во странство, да се изложуваат на екстра трошкови. Ова е за сега прва рехабилитација во Македонија што нашата установа што има. Имаме во моментот само за горниот екстремитет, за долниот екстремитет немаме, но се надеваме дека во некоја догледна иднина би можеле да им овозможиме и
и квалитетна рехабилитација и за долниот екстремитет и пациентите сериозно да не прават повеќе, бидејќи тие се сериозни трошкови на што се изложуваат и за патување и за спиење, бидејќи не можат тие пациенти сами додат, оди со нив и дел од фамилијата, па се зголемуваат се Тоа е многу вкупно. комплексно. Од што зависи дали пациентот ќе добие долгорочна програма за рехабилитација или пак од оштетувањето и од состојбата на кај самиот. некој со мултипла склероза, претпоставам дека тоа ќе трае долго време. Да, тоа ќе трае, рехабилитацијата трае континуирано, како што еве другите идат да речеме на физикална терапија кога имаат болки во вратот, во рбетот, така и кај овие пациенти со мултиплекс, со Паркинсон, сепак е еден процес кој барем 2-3 до 4 пати годишно треба да се повторува, додека кај тие за мозочни удари во зависност од лезијата, односно од оштетувањето, може да имаме неколку пати идење и потоа да нема потреба од рехабилитација, кај некои пациенти бара подолго време рехабилитација. Може ли да се каже дека рехабилитационата програма е едно долго патување за пациентите, кој што треба да го прифатат, бидејќи и тоа не е лесно да се прифати од психолошки аспект, дека ти е потребна толку голема помош долго време? Проблемот кај нас како народ, како цело е што ние сакаме брзи резултати и не ќеме во принципи да вежбаме. Значи не е само проблемот кај тие за неурорехабилитација, проблемот како кај нас е бидејќи ние не сме навикнати. Вежбањето треба и на здравите личности да не представува на здравите луѓе секојдневна активност, а на тие што се болни само ако се упорни можат сериозно добри резултати и целта е никогаш да не се откажува, дека секогаш еве во моментов ова нешто го немаше во Македонија, сега го има во Македонија, значи се подобрува квалитетот на здравствените услуги и тие пациенти што не можеле да си дозволат да одат во странство и тоа нешто си го дозволат, еве сега има и во Македонија да пробаат нешто што до сега било недостижно кај нас. Јас ви благодарам многу за денешното гостување и за овој интересен разговор, полн со новитети. Секогаш е добро да се слушне дека има нешто вакво, поинакво во однос на рехабилитацијата, бидејќи има многу пациенти со различни невролошки болести, состојби, нарушувања, повреди, на кои што им е неопходна ваква помош. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имете пријатен ден.